Денес имаме навистина возбудлива тема. Започнуваме една фасцинантна, историска и книжевна екзегеза на древните текстови, целосно подпирајќи се на брилијантните коментари на Мари Ноел Табу. Идејата овде е да се деконструира она што навистина се случува под површината на овие познати приказни. Буквално ќе ги претвориме тие сложени антички идеи во една многу јасна, логична структура. Значи, без губење време, ајде нанурнеме во ова. Се поставува едно многу интересно прашање. Што имаат заедничко еден силен ветер во Ерусалим и древната кула Вавилонска? На прв поглед, веројатно апсолутно ништо, нели? Но клучното нешто што треба да се свати овде е дека празникот Педесетница во овие текстови не е презентиран само како обичен религиозен настан. Според изворниот материјал, тоа е масивно, свесно и намерно книжевно препишување на најстарите човечки приказни. Тоа е буквално порака внимателно кодирана во историјата. Патоказот за денешната анализа оди чекор по чекор. Прво, ќе ја разгледаме мистеријата на Педесетница. Второ, се враќаме наназад, од Вавилон до Синај. Трето, ќе го видиме човештвото како мозаик. Четврто, ќе зборуваме за здивот на создавањето. И пето, сето тоа води кон финалната мисија, мисијата на простувањето. Одиме со дел 1, мистеријата на Педесетница, или собирот на народите. Да ја поставиме историската сцена. Се наоѓаме во Ерусалим, точно 50 дена по празникот Пасха. Можеме да замислиме еден град кој е преполнен, неверојатно раздвижен и исполнет со огромна енергија. Она што е навистина интересно е да се погледне огромниот опсек на луѓе кои се присутни во тој момент. Станува збор за апарчани, мидици, еламити, жители на Месопотамија, Египет, Рим, Арапи. Ова е зацудувачки, масивен собир на различни нации. Но, еве што е најфасцинантно. Овие аџи биле таму исклучиво за да го прослават давањето на древниот закон на Синај. Во тој момент, тие биле целосно несвесни за Исус или за настаните што неодамна се случиле. Ова огромна публика е всушност сцената совршено поставена за нешто сосема револуционерно. И тука преминуваме на вториот дел. Од Вавилон до Синај. Овде влегуваме во вистинска теолошка детективска работа. Изворниот текст ни открива како авторот намерно ги користи настаните од Стариот Завет како огледало, но ги превртува целосно наопаку за да испрати една нова порака. Постои еден брилијантен контраст овде што мора да се забележи. Од една страна, во древното минато, ја имаме планината Синај, громови, оган и законот напишан на студени камени плочи. Од друга страна, сега е Педесетница. Слушаме за силен ветер, огнени јазици и законот кој сега е напишан директно на човечкото срце. Тоа е буквално нов Синај. Наместо надворешни правила врежани во тврд камен, новиот закон е целосно внатрешен. Тој станува нераскинлив дел од самиот човек. Неверојатна промена на перспективата. И ова деконструирање не застанува тука. Да ја погледнеме следната голема паралела. Ја имаме познатата кула Вавилонска, каде што човештвото барало апсолутна униформност. Една мисла, еден проект, еден јазик. Како реакција на тоа, луѓето се распрснати. Наспроти тоа ја имаме Педесетницата. Овде имаме огромна разновидност на нации, но сите се убединети преку разбирањето на една иста порака во нивните собствени различни јазици. Анализата на Табу овде ја погодува суштината. Вавилон бил интервенција против една многу опасна униформност, против тоталитаризмот на една мисла. Педесетница пак ја представува вистинската цел, единство кое се постигнува токму преку различностите. Да застанеме за момент на овој клучен цитат. Вистинското единство на љубовта може да се најде само во различноста. Ова е круцијалната поента на целиот настан. Овие древни текстови не налажуваат дека секој поединец треба да биде ист. Напротив, тие предлагаат длабока социолошка промена. Идејата е дека индивидуалните разлики се апсолутно потребни за вистинско обединување. Без нив нема вистинско единство. Ова не носи до третиот дел – човештвото како мозаик. Овде ги разгледуваме текстовите на апостол Павле, кој, пишувајќи им на коринтјаните, вовел нешто што целосно ја редефинира структурата на човечката заедница. Буквално сите социјални бариери се укинати. Евреи и пагани, робови и слободни луѓе. Секоја човечка хиерархија и идеја за супериорност е избришана. Известувајќи објективно за овој историски текст, мора да се признае колку радикално и револуционерно било тоа во рамките на антиката.
Да се избришат овие длабоко вкоренети расни, социјални и религиозни поделби во тоа време било концепт кој целосно му пркосел на тогашниот општествен поредок, вистинска социјална револуција. Новата заедница е замислена преку една прекрасна метафора која многу се нагласуваа во оваа екзегеза – општеството како мозаик. Еден мозаик е составен од мали, разновидни и брилјантно обоени парчиња кои се спојуваат за да создадат една прекрасна, нијансирана целина. Значи, индивидуалните разлики не се пречки кои треба да се надминат или сокријат, тие се всушност неопходни подароци. Бидејќи, да бидеме искрени, без различни парчиња, тој фасцинантен мозаик едноставно нема да постои. Ќе биде само една обична, еднобојна плоча. Дел 4. Здивот на создавањето. Ова не води кон уште една древна поврзаност, место каде што текстовите на Евангелијето според Јован и псалмите се спојуваат на еден навистина извонреден начин. Овде имаме една многу фасцинантна историска компарација. Од една страна ја имаме поемата на египетскиот фараон Ехнатон, напишана околу 1350 година пред нашата ера, која директно го слави сонцето како бог. Наспроти тоа, во библискиот псалм 104 се слави единствено Создателот, инсистирајќи дека сонцето е само креација, а не божество. Ова го втемелува текстот во древната историја, покажувајќи колку било радикално библиското тврдење дека универзумот е создаден, буквално соголувајќи ги небесните тела од нивниот божествен статус. Сега, доаѓа еден вистински момент на просветлување при споредбата на овие текстови. Во битието, Бог го вдишува здивот на животот во Адам. Во Евангелието според Јован, Исус го вдишува Светиот Дух во своите ученици. Клучното нешто овде е намерната, прецизна паралела. Здивот што го создаде првиот човек е прикажан како ист со здивот што иницира едно сосема ново создавање. Тоа е буквално едно символично рестартирање на целото човештво. И ова води до еден многу интригантен концепт кој е добро познат во традицијата – осмиот ден. По 7 дена на создавањето опишани во битието, осмиот ден ја представува ерата на Месијата и самата зора на новото креирање. Ова е тајниот код зошто изворите експлицитно забележуваат дека настанот се случил на првиот ден од неделата. Тоа не е само обичен случаен календарски податок, тоа е силен сигнал за внимателниот читател дека осмиот ден, денот на новото создавање, веќе започнал. И така стигнуваме до петиот најважен дел – мисијата на простувањето. Која е крајната, практична цел на сето ова масивно ново создавање? Зошто се случува целиот овој настан во текстот? Логичните чекори на оваа мисија ја покажуваат вистинската цел, и таа е многу конкретна. Прво, Исус е испратен да го отстрани насилството. Второ, тој го вдишува духот во своите ученици. И трето, им ја дава ексклузивната мисија да простуваат. Значи, давањето на духот не е наменето само за некакво лично, приватно, духовно просветлување. Не, тоа е строго наменето за една многу активна, секојдневна, исклучително тешка мисија, мисијата на константно простување. За да се објасни ова, анализата на Табу користи една извонредна метафора – суфлерот. Сите знаеме дека во театарот, суфлерот е оној кој скришно и тивко ги шепоти зборовите на актерите кога ќе го заборават текстот. Според оваа визија, Светиот Дух действува како таков суфлер за човештвото, кога природно се паѓа во бруталниот човечки циклус на омраза и одмазда и кога се забораваат репликите, овој внатрешен суфлер тивко ги шепоти зборовите и гестовите на простување. Тоа е единствениот начин предложен во овие текстови за да се прекине тој разорен циклус. И така, на крајот се доаѓа до конечното прашање кое е актуелно денес, колку што било и тогаш. Дали човештвото ќе избере да го слуша овој суфлер и конечно да зачекори во тој осми ден за да го прекине циклусот на насилство. Тоа е навистина една провокативна мисла која се протега од овие древни списи директно до нашиот модерен свет. Нека овој преглед низ изворните текстови ни биде поттик за согледување на овие стари концепции со една сосема нова јасност. До следната анализа!